Seneka veli, nikoji nema da ti zavidува ako znaješ vo sami od sebe da je otkriješ radostan. Dami i gospoda, na sami od početok na promocijata o kratki crti bi go predstavil me avtorot na monografijata Človekstvo blagorodno delo, gospodinot Beriška Andrejevski. Неговото враќање по повод овој чин, по негова сугестија и молба, ќе ви го презентирам со особено задоволство. Бeriška Andrejevski ви се обраќа со почитувани гости. Дозволете ми наискрено да ви се заблагодарам за вниманието и честа што ни ја укажавте со вашето присуство. Посебно им благодарам на професор доктор Љубомир Савич, професор доктор Тина Лакинска и професор доктор Кирил Тенков за убавите зборови за монографијата. Се чувствувам мощно непријатно, бидејќи јас го кажав најмаксималниот минимум за еден исклучително редов човек, стручњак, хуманист и над се другар, пријател, роднина и незаборавен случаен познаник со стотици луѓе од земјата, Балканот и светот, вон од своето семејно, измолено бројно и со богато милена доблести во долго генерацијско обкружување. Тоа може би беше и е амалгамот на оно што човекот во својата исконска природа необјаснимо го носи и прогонува да робува на вистинските вредности дадени од Бога и приликите во кои се формира, облагороден или казнен, да ги практикува секогаш во било какви општествено-економски, социјални и културни прилики, независно од тоа на какви маргини вегетираат или обстојуваат, со вистинско или привидно величие, извито переност или пакост во јадрото на нивната суштина. Независно од ваквиот контекст на односи, кај доктор Лјупчо Ајдински се плетат и се среќаваат нови квалитети на неговото духовно и морално битие, што обстојува со неверојатна отпорност, со неговата сугестија на верба, надеж, љубов, оптимизам, што спонтанно ги посипува луѓето. Во него, како постојано да вилееше и практично содржински се збогатуваше познатата мудрост, не е културен оној кој целиот свет не го смета за едно семејство. Искрено жалам што не бев кадарен во една пака скромно димензионирана монографија да ги пронајдам мистериозните патишта на неговиот енигматски сложен животен лабиринт, за да ги изанализирам сите детерминанти што ја чинат личноста на професор Ајдински пред се како човек, хуманист, стручњак, пријател, другар, познаник и сосед и покрај тоа што децени работевме заедно, а половина век соработувавме. Но и покрај тоа, не треба да скрием дека јас бев еднаков со сите негови познаници, бидејќи тој никогаш не беше способен да се ректира или поинаку да се однесува, а особено неговата сопруга Марија, која му овозможи сите негови физички и духовни потенцијали да ги искористи за доброто и разоборувањето на животот во потешките животни случувања на голем број луѓе со кои комуницира и пошироко од нивното семејно окружување. Или поточно да ги подхранува надежите, оптимизмот и верувањата дека нема проблем што не може да се реши. Таа е пред се човек чија хуманост не може да се мери, бидејќи и срцето и душата остануваат до крај недостапни во неограничениот простор што го краси човековото битие. Во поклон ми останува една немала повча од гревови, но и од надежи со утека дека она што јас докрај не го кажав за господин Ајдински, ќе го кажат неговите студенти, магистранти, докторанти, оставајќи го тоа како аманет. Бeriško Andrejevski.
Talmud veli: bolesno je da usrećiš drug otolku sami od sebe. Počituvani posjetitelji, dami i gospoda, golema čest i zadovoljstvo mi je da go zamolam da mi se obrati čovjeko s ovog blagorodno delo za koga je napišana ova monografija i komu Amerikanski biografski institut pred 4 godini mu go dodeli milenijumski od zlaten medal na česta za najgolemi humanistički i profesionalni dostignovanja po poslednjih 100 godini, kako na izbran pojedinec na svetot, naš je neumoren naučen rabotnik i tvorec, profesor dr. Ljučo Hajtinski. Povedete profesor. Dame i gospoda, почитувани гости, дозволете ми по сите овие искажени зборови да ја изразам мојата топла благодарност